Продолжуваме со нова тема во студиото на Македонија наутро. Кожата ја памети секоја секунда изложена на сонце, односно на УВ зрачење. Но оваа тема и за тоа колку сме свесни всушност и колку ја штитиме нашата кожа од сонцето, колку ја познаваме нашата кожа како најголем орган. Разговарам со доктор Верча Тодоровска, специјалист дерматовенеролог. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ме најдов. Изложеност на сонце, карактеристично позната тема за овој период од годината, некако тренд е да се има темна боја, додека сме на летен одмор, барем кога сме и во помладите години, но јас подготвувајќи се за разговорот, затоа и така ја поставив темата, најдов на едно видео за види вака каде што кажувате една многу убава реченица и совет, ако може тоа така да се разбере, велите дека кожата ја памети секоја секунда изложена на УВ зраци и можеби не денес, но ефектите од тоа можеме и по 30-40 години да ги почувствуваме. Кожата е постојано изложена на сонце, особено нели од крените делови како што е лицето, значи 365 дена по годината. УВ зраците имаат два типа на зрачење, мислам оние кои што се битни за нашата кожа. УВБ директно предизвикуваат оштетување во смисла на изгореници и тоа веднаш го гледаме и знаеме да се заштитиме, бидејќи го чувствуваме. Меѓутоа УВА зраците подлабоко продираат, немаат директен негативен ефект, туку нивниот негативен ефект го гледаме после 20-30 години, токму од таа причина што негативните ефекти на ниво на јадрото, оштетувањата се напластуваат со текот на годините и стануваат видливи после тој еден латентен период. И затоа велиме дека кожата памти. Како ја штитиме во детството и во младоста, така таа ни враќа, нели, што велиме сметката ја плаќаме негде после 2, 3, 4 децении во животот. За жал, во последно време дури и побрзо, бидејќи процентот, односно инциденцата на случаи на карциноми на кожа, кои што се и најопасниот негативен ефект од УВ зрачењето, ги гледаме се почесто од сите типови, вклучувајќи го и меланомот како најопасен и животозагрозувачки. Затоа ја штитиме кожата, нели, да се заштитиме прво и основа од изгореници, од фотостарење, бидејќи тоа е следната ставка поради оштетувањето на ниво на јадрото и како најинтензивен и најсериозен негативен ефект појавата на карциномите на кожа. Кога одите вие лично на одмор, се сончате? И во кои делови од денот тоа го правите? Секогаш гледам да биде малку порано наутро и после 16 часот, бидејќи особено во последно време УВ индексот е многу висок. Значи тоа сигурно се должи на озонската дупка и на глобалното затоплување, меѓутоа веќе сите сме свесни дека престојот на сонце подолго траен е веќе непријатен. Значи сонцето е многу силно, УВ индексот значи колкав е интензитетот на штетното делување и како што еве од метеоролошките прогнози веќе е нели инкорпорирани, секојдневно го слушаме, оди 7, 8, 9, значи тоа е најмошне висок УВ индекс кој налага дополнителна заштита, не само со средствата за заштита од сонце, односно кремите со SPF, туку и со заштитна облека, значи шапка, очила, покриеност колку може на останатите делови од кожата и секако нели да се хидрираме. Така да сончање не е само, велите, на одмор, сончање е секоја изложеност на сонце. И затоа многу од луѓето користат заштита само додека се на одмор, што е погрешно. Во нашата земја, нашето поднебје има преку 265 сончеви денови во годината. Така да, секој изложување на сонце е сончање. Значи, кога одиме до работа, кога шетаме низ градот, кога работиме во градината или пак се рекреираме. И кога возиме автомобил, пред се едната рака, односно левата рака, кога ги знаете зошто за автомобилот? Бидејќи стаклото ги блокира само УВ без зраците. УВА зраците непречено минуваат, а тие се виновниците за фотостарењето и за понатаму појавата на карциноми на кожа, заедно со УВБ, меѓутоа УВА се тие кои што всушност сме постојано изложени на нивното делување. Така. Кога ги споминавме кремите за заштита, нели кажавме тоа е само едно од низата како можеме да се заштитиме, бидејќи кога сме на плажа, ја споменав плажата бидејќи тогаш можеме свесно да си одлучиме дека во најтоплиот дел од денот едноставно не се изложуваме на сонце. Но вие си кажавте треба да функционираме во текот на денот, имаме топли денови, треба да одиме на работа и да завршиме други обврски, тогаш заштитата треба да ни биде приоритет, но ајде ќе ги издвоиме кремите за заштита. Колку правилно знаеме да ги
користиме, колку сме информирани за нив и така натаму и така натаму. Што значи факторот 10, 20, 30, да го објасниме тој момент? Има доста митови и заблуди околу средствата за заштита од сонце. На прво место, употребата која што е резервирана само за летните одмори, тоа рековме мит. Потоа, како да го избереме вистинскиот фактор? Вистинскиот фактор се избира врз основа на вашиот тип на кожа. Ако имате посветол тип на кожа, тогаш ќе користите помеѓу 30 и 50 плюс. Ако имате потемен тип, од 10 до 15, меѓутоа Светската здравствена организација налага 30 минимум, бидејќи тој нуди една скоро комплетна заштита од 97%. Второ и можна битно да биде наменет, да пружа заштита, значи да биде со широк спектар заштита и од УВБ и од УВА зраците и по можност водоотпорен, што е многу важно за луѓето што спортуваат или кога сме во вода. И количината. Количината неопходна за да го обезбеди она заштита што е декларирана на производот е 2 мг на сантиметар квадратен. Тоа за лицето би било 2 должини на овие прсти. Значи ставете од факторот по една должина на двата прста и со тоа би знаете дека сте нанеле доволно количество на лицето, на деколтетот, вратот и особено дланките, не ги заборавајте. И последно што е многу важно и најважно е дека сончевите филтри се трошат со текот на времето и веќе после 2 часа треба да реаплицираме. Така. Сега има исто така еден мит. Ќе одам на солариум пред одмор, да имам подлога, да не горам на сонце. Тоа е најштетниот мит. За жал, солариумскиот бум во 80-тите години доведе до меланомски бум и бум на карциноми на кожа во околу 2000-тата, значи после 20 на години. Ето тоа што го зборуваме. Да, тоа што кожата памти. Да. Солариумот всушност е една капсула во која што сте изложени на неколкукратно, 10-кратно поголема инсолација и тоа стриктно со УВА лампи. Тоа се тие кои што подлабоко продираат во кожата. Така да, таа изложеност, еве на пример и 2, и 3, и 5 минути е на висина, да речеме, од еден УВ индекс 36 или одговара на 10 пати повеќе од пладневното сонце. Значи, она најсилното изложување, меѓутоа, бидејќи солариумот нема УВБ лампи, а тие не горат, тие предизвикуваат чувство на топлина и изгореници, само УВА ние не чувствуваме, само потемнуваме. Меѓутоа, УВА зраците продираат многу подлабоко и за сметка на тој атрактивен тен, кој се надевам дека веќе се напушта, мислам неговата атрактивност и популарност, вие си заработувате само побрзо старење на вашата кожа, бидејќи УВА зраците ги оштетуваат колагенот и еластинот, значи ја намалуваат еластичноста на кожата и доведуваат до побрзо старење, со појава и на пигментација и на капилари, меѓутоа тие подоцна се јавуваат. И што е најстрашно, само една посета на солариум пред 35-та година носи дури до 75% повисок ризик за развој на било кој карцином на кожа, вклучувајќи го и меланомот. Всушност се смета дека прва причина за смртност кај возрастна група од 19 до 29 години, тоа е многу млада возрастна група, е меланомот. Да. За жал. Но може сепак да не бидеме до толку демотиватори и покри тоа што некој користел солариум, добро е да се развие свесност. Превентивно да се прегледа. Ете, така. Но превентивните прегледи, да, секогаш се тука. И така ќе го завршиме разговорот околу свесноста. Кажавме, кожата ни е најголемиот орган што го имаме во нашиот организам, на нас, на нашето тело. И достапен е за преглед. Да, и достапен, да, и со голо око. Сега, затоа сакам да прашам, колку сме свесни за тоа? Колку често ги правиме прегледите? Вие носите и... Да. Ми кажавте апаратче... Да, ова е дермоскоп, значи тоа е еден вид на рачен микроскоп, кој што го користиме при проценка на бенките, односно прегледот на сите пигментни па и непигментни промени кои се наоѓаат на вашата кожа. Само се наслонува на кожата и се евалуираат структурите кои што ги гледаме со 10-кратно зголемување. Потоа може да се префрлат и на монитор и да добиеме и многу повеќе кратно зголемување, со што ги анализираме до најситните детали на една, да речеме 2 мм или 3 мм голема промена која може да биде и меланом. Поентата на дермоскопскиот преглед е во
тоа да ние го откриеме меланомот во неговите најрани фази, кога со голо око не се разликува од останатите бенки. Затоа ги насочуваме пациентите воопшто популацијата барем еднаш во годината да направи еден ваков превентивен преглед. Да не чека да почне некоја бенка да се менува, да крвари, да чеша, да стане шарена. Значи, тоа е веќе напреднат меланом и тука шансите за излекување се малце се пониски и пониски. А доколку ги откриеме во првите фази, кога е во најповршниот слој на кожата, така наречен нулта или инситу, имаме дури до 100% излекување. Тоа е единствен карцином што може да го видиме, што може лесно да го откриеме без инвазивни процедури. Прегледот е можно едноставен, безболен и брз и веднаш имаме резултати околу тоа дали гледаме бенка или нешто сомнително, за да реагираме и да го... Значи, овој преглед спасува животи. Свесноста значи дека треба да ни биде најверојатно не е како порано, претпоставам ќе се согласите. Секако помладите повеќе читаат, да. Еве Дерманова има многу активност на социјалните мрежи, се со цел за едукација на што поширок дел од нашата јавност, значи, особено на младите, бидејќи тие најмногу горат. Значи, тие најмалку се грижат за нешто што би се случило кога ќе бидат стари. Кога сме биле помлади, добро, најверојатно сме вие кои што се стручни за ова области од млади години. Па и ние не сме биле стручни тогаш, меѓутоа сакам да кажам дека... Но сте се интересирале повеќе од нас другите, најверојатно. Едноставно да ја споделиме информацијата која потоа може да значи и живот. Так. Благодарам доктор Тодоровска за овие совети, благодарам за одговорите на прашањата. Секако за кожата има секогаш што и како да се зборува околу грижата, негата, превенцијата, така да ќе се видиме ние повторно во студиото на Македонија наутро. Секако, секогаш ме задоволство. Ви благодарам уште еднаш.